Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добро вечер, драги слушатели на радио Слободна Македонија, што емитува во Боја. Еве повторно овој понеделнички наш рандеву на брановите на РСМ. Би сакал да ги искористам за едно појаснување на целата состојба што не зафати сите како народ. И тоа не е случајно, таа ситуација е глобална. Ние често пати тука зборевме за некои финеси на културата и уметноста и на крилјата на имагинацијата можевме навистина да испитаме некои феномени кои се зацкриени или кои постојат само на езотеричен план, а кои се дел од продукцијата на човековиот уметнички гении. Но денеска, по последниве времења, можеби тоа трае со неколку месеци, политиката никако да се симне од нашиот репертоар, а тоа е поради самата нејзина магнетичност во овие времења. Тоа не е само поради Македонија и нејзината чудесна констелација и така наречената криза, која изби како еден вид конспиративно сценарио за, како што гледаме сега, редефинирање на македонското државно устројство. Туку исто така се случуваше на сите меридијани и во неколку наврати доби навистина планетарен одек. Тука би можел да ги спомнам сите оние големи триумфи што оваа година ги постигна антиглобалистичкото движење без оглед од која провиниенција е. Значи, движења е еден вид на колективна свест која се судри со онаа свест на веќе рѓосаните елити, би рекол, кои поточно себе си се гледаат како неолиберали. Меѓутоа, тоа е цела една, би рекол, еклектика на разни идеолошки правци и стилови кои изнедрија во 20 век, а некои имаат траги уште од крајот на 18 век. Би рекол дека се работи за ситуација во која политиката полека влегува во времето на постмодерната. Обично политиката е конзервативна затоа што се бави со реалноста, а реалноста е инертна. Таа се базира на материјалните принципи кои се на некој начин петрифицирани во светот. Но кога ќе дојде времето да се направи чекор, да се промени самата димензија на фреквенциите на постоењето, тогаш едноставно доаѓаме во ситуација кога оние имагинарни аспекти кои се провлекуваат во уметноста, во сите гранки на уметноста, како еден вид експеримент на човековата колективна свест, полека, но сигурно на крајот, значи второто продолжение е науката, тие се редефинираат, се преиспитуваат со целата скепса на човековото искуство и конечно, кога ќе го прејдат филтерот на науката, тие влегуваат во зоните на политиката, а политиката е всушност нашата колективна функционална свест. Тоа е една шема или систем кој полека цивилизацијски се гради и која служи секако, кој систем всушност служи за нашето обстојување, нашето движење, интеракции. Едноставно современиот човек без тие аспекти, без политичкото, без цивилизацијското би бил осуден на повторно учење на оние природни закони кои веќе на некој начин сме ги заборавиле и нашите тела и нашите души веќе со голема тешкотија би влегле во еден таков ретро зафат. Значи, тешко би се претвориле во оној доблесен дивјак на Жан-Жак Русо или уште потешко во Тарзан на Едгард Райс Бороуз, познатиот, романописец на авантуристички романи. Во секој случај, тешко би било да се вратиме назад во пештерите и во џунглите од каде што изникнавме во
електронски, што би се рекло, суштества кои имаат капацитети да управуваат со одредени енергии на космичко ниво и кои полека го, нели, со своите артифицијални вештини успеа да го осветлот мракот, а потоа, нели, да се вивнат и во Вселената, а да не зборам за сите комуникативни аспекти и сите дисплеи, и сите, нели, технолошки иновации кои се постигнати во последниве милениуми. Но би истакнал дека последниот век, 20 век, беше навистина ризница на чуда технолошки, би рекол дури една ерупција од тој аспект на човековата креативност. Но сега запаѓаме во едно бунило, би рекол, во една многу уште посложена одлука за човештвото, во кој правец би се движело човештвото. Секако дека човештвото има многу аспекти, огромен избор, затоа што постојат безброј димензии кои функционираат иманентни едни на други, а не си попречуваат. За да ви биде појасно тоа од некој сајентифички аспект, би го посочил самото радио, кое го употребуваме како медиум за комуникација во случајот, и сега во истиот момент имате безброј фреквенции на разни електронски медиуми, радии, телевизии, да не зборам за други аспекти, нели, на комуницирање и други системи кои функционираат во истиот глобален етер, но тие секако сепаратни светови кои во контекст на една фреквенција создаваат цел еден универзум, отвараат простори безгранични. Исто така, нели, во компјутерските мемории, во сите тие системи може да се види таа енормна способност на човека да го совлада проблемот на полниот простор, да направи алтернативи и да влезе во една сосема нова димензија на празниот простор, кој од секогаш големите умови, мудреци, научници кои влегле во сферите на метафизиката, поагајќи од самата наука, нели, кои станале еден вид профети, а да не зборам за разни интуитивци, спиритуалци и гуруи, кои едноставно влегле во тајната на тој бескраен фактички простор за кој самиот Тесла зборува, кој има огромни капацитети енергетски и когнитивни. Но еве ние во овој наш свет, нели, што еден од кандидатите за пратеничко место, Стево Пендаровски, или како веќе се викаше, не нарече, нели, стока, значи во овој свет на стоката која функционира во некои одредени коридори на своите бескрајни трла, мораме да се движиме, нели, да се грижиме за политичкото, зашто ако тоа отиде во сферите на хаосот, тогаш и нашите лични екзистенции ќе бидат загрозени и целиот оној мир и хармонија што човештвото или една општествена заедница го има, ќе се претвори во неред и во ужас. Најблиски на тие состојби се секако војните, кои повторно произлегуваат од нерешени политички прашања, кои на крај се претвараат во оружени конфликти, влегуваат во фаза на голема и долга омраза и одредени супер агресивни чувства кои може да потројат и со децении. Тоа ние го гледаме и се уште имаме отворени конфликти во одредени делови на светот кои никако не се завршуваат. Но да се вратиме, нели, на острата политика, зашто таква беше и оваа година. Да повторам, кога боговите војуваат, музите молчат. Од тамо и таа чудна прикриена улога на уметноста во овие денови, таа едноставно како некој мудар сеирџија гледа од страна и собира информации, собира инспирација за кога ќе дојде моментот, нели, на сталожување на ова неверојатно политичко разбуркано море, кое не е само кај нас, туку и во светот. Тогаш ќе се искажат многу просудби, судови, визии на уметниците, па и на научниците во ендефекта. На крај политиката, нели, ќе треба да се соочи со тоа огледало, зашто уметноста е огледало на сите можни аспекти што се создадени, и тоа е една повластена божанска позиција која
е директно под юрисдикција на главниот космички архитект, кој едноставно и координира нештата и токму преку уметноста во една синергија со човештвото се создаваат новите аспекти, новите визии, новите простори, когнитивни простори за сите нас кои живееме во овој универзум. Како и да е, оваа година значи имавме 3 големи моќни ивента. Првиот беше Брекзит, тука беше првиот голем извојуван меч на антиглобалистите и сите оние кои веќе престанаа да бидат слуги и робови на хипнозата на светската олигархија и плутократија, на светските неолибералистички, квазиидеолошки, еклектички комбинаторики на воспоставување на некаков тип на поредок. Контра тоа, значи, имаме ситуација во која таа тврдина, на сите тие елементи кои веќе најмалце 30 години управуваат со светскиот поредок, беа на некој начин подрушени. Едноставно беше направена дупка во нивната, да речеме, колективна ментална тврдина. Потоа дојдава на ред изборите во USA, каде повторно имавме, тоа беше како некој final countdown, но не е тоа вистинскиот final countdown, каде што директно се судрија оние така наречени популистички сили, а ја ги викам народни сили, кои застана зад Трамп, и повторно елитните сили и сите тие квази шатро структури помодарски кои мислат дека се прогресивни сили, но всушност придонесуваат за голем неред во светот. А неред во овој случај воопшто не ни треба, зашто ние растеме како популација. Човештвото веќе стана 7,4 милиарди луѓе. И секое поголемо комешање може да предизвика огромни стампеда и трагедии. Не заборавете, Стево Пендаровски не нарече стока. Од некоја, може би, дарвинистички аспект на гледање и сме стока, но од позиции на уверување дека ние сме енигма, космичка енигма и такво едно сотворение на неименливото, што на вистина секоја комперација со стока е еден вид на мисловен греф. Но во контекст на еден цинизам или цинички хумор, зашто да не е Стево Пендаровски извонреден елемент или мотив за вариации на тие црномурести хумори, така драги на англосаксонскиот свет. Во секој случај сега дојдовме до таа епска војна помеѓу Трамп и Хилари Клинтон, Трамп кој е представник на една светла, фамилиарна, традиционална концепција на живење, кој е бериќетен, но исто така и ја представува полнотијата на природата со неговата хетеросексуалност и со неговото татковство и дедовство, гледате колкава е тоа фамилија, какви се тоа чудни енергии и биолошки, и културни помешани, милиардите се топат со некоја чудна, скоро бестијална еротика, но сепак во рамките на еден дионизиски концепт кој е здрав, а не перверзен, зашто човекот нити е педофил, нити е па некаков тип на агресивен сексист, како што сакаа да го портретираат медиумите блиски до Хилари Клинтон. Од друга страна, имате една обскурна фигура, анженерал омразена и на американската и на светската политичка сцена, не поради тоа што е таква каква е, туку пред се поради нејзините политики кои натера милиони луѓе да страдаат, посебно на Блискиот Исток, но и на Балканот. Да го доведе светот на работ од Трета светска војна. Тие принципи нивни на една тотална хипокризија, на сваќање на слободата, тоест либералноста како можност егото да надвладее над сите други морални критериуми, всушност ја кутна доле, ја пеплоса, и тој полнокрвен американец
кој зрачи некаква чудна енергија од себе, која е во основа позитивна и кој сакаше уште во самото предизборје, не тактички, значи отворено, искрено, да му подаде рака на господинот Пјутин, доколку биде избран, ја победи таа чудна темнина, нели, таа чудна дегенерираност со која Хилари фантастично играше цело време, но не успеа против Божјата волја, би рекол на краиштата, да сумирам. Беше фантастично тоа, победата на Трамп веќе навести дека ќе се менуваат многу нешта во светот. Сега тие нешта се уште на некој начин трајат по инерција, но се гледа како тие успоруваат, забавуваат, све повеќе и повеќе им се гледа крајот. Дури и на локалната сцена. Вчера исто така референдумот во Италија го кутна Ренци, кој беше еден од последните миленици на Сорос. Во Европа секако тука висат и Меркел и Оланд. Ќе има огромни промени во светот, посебно во западната хемисфера. Источната е некако трајна, целисходна, обстојува, ретко се менува, држи до некој еволуцијски концепт на постоење, на цивилизацијско постоење, но би рекол дека всушност се држи до вечноста. Затоа и Кина е во континуитет цели 4000 години цивилизација. Со сите експерименти, дури и падот на комунизмот кај Кина дојде во некој чуден модератски начин на оперирање, дојде до чудна еклектика, поставување на капитализмот, на либералниот капитализам, во некоја толеранција, во некој соживот со монопартизмот комунистички. Тоа е наистина еден феномен кој треба да се проучува, но факт е дека веќе 30 години Кина има секоја година GDP раст од 10%, а нивниот GDP од $150, 74-та денеска е $7,400. Тоа е една колективна свест на која секој што сака да генерира цивилизацијска моќ може да се угледа. А сега, драги слушатели, малце пауза со музика и реклами, како и што е вообичаено. Квинтесенција со Ацо Станковски.